Растурање на шаховската табла, а не нова партија шах со слично поставени фигури. Символично професорот Гордан Кајалџиев го коментира вчерашното разрешување на претседателката на Судскиот совет Весна Дамева. Според него, Дамева не била подобна за досегашната функција. Потсетува дека таа од судски службеник седна во претседателско столче без ниту еден ден да суди. Според Кајалџиев, итно е потребно ново системско решение. Универзитетскиот професор потенцира дека сите знаат за партиските места во судскиот и обвинителскиот совет. Мене ако ме прашате, јас би ги распуштил или би предложил да се само распуштат двата совети. Да се направи некоја можеби природно привремено решение. Уште еден чекор похрабро понатаму, исто така би ги разрешил сите постојни председатели на судовите и би оставил колективите да на некој внатрешно гласање да изберат веде до барање на посолидно решение. А посолидно решение е барање на ново системско решение. Инаку по целиот хаос во Судскиот совет, лавина реакции реагираше и професорката Ана Павловска-Данева. Подпредседателот на Судски совет и го одзеде зборот на председателката на советот и продолжи да ја води седницата, па ја разреши, спротивно на закон и деловник. Сите молчат. Утре може да се случи првиот, или вториот, или третиот. Вице-премиер да му го одземе зборот на премиерот и да продолжи да ја води владата. Сите пак молчат. И него ќе го пуштат низ вода. Битно нивните функции, паушали, хонорари да останат нечепнати. Се јавија и антикорупционерите. Очекуваат вклученост и реакција од сите релевантни државни субјекти за случајот со разрешувањето на Дамева. Имајќи ја предвид позиционираноста на Судскиот совет како највисок орган на судската власт, кој треба да се залага за бескомпромисно почитување на принципот на владење на правото и за обезбедување на независноста на судската власт како трет столб на власта. Државната комисија изразува сериозна загриженост за случувањата на седницата на Судскиот совет, од кои во медиумите беа презентирани и видеозаписи. Реакции има и од Blueprint групата за реформи во правосудството, коалицијата за правично судење, како и голем број на адвокати, дека неделобнички се постапувало и не постоел правен основ за разрешување на Дамева. Весна Дамева седна на главното столче во Судскиот совет на крајот на минатата година, откако тогашната председателка Црвенковска си даде неотповиклива оставка. За член на Судскиот совет е избрана од собранието во 2019, а ја предложи председателот Пендаровски. Предходно со години и беше стручен соработник на судиката Добрила Кацарска во Кривичниот суд, а истовремено и член на правната комисија на СДСМ. Откако стана шефица на Судскиот совет, филата и јавноста критикуваа како Дамева без ниту еден ден судиски стаж ќе одлучува за сите судии во Македонија.